Бевме на прием кај премиерот Димитар Ковачевски. Не прими првичната информација беше дека подхитно се оформува тело кој ќе ги направи предлог измените за законот за јавни набавки, законот за лекови, законот за здравствено осигурување. Воедно сакам да ги повикаме сите партии во собранието да го поддржат овој закон, за што побрзо да се изгласа, да може да овозможи директно преговори со производителот на трикафтата и со тоа што пациентите ќе дојдат побрзо до посакуваниот лек. Тоа што е сигурно е дека се обезбедени над 2.200.000 евра, кои што ќе се искористат во најбрз рок за да може да се даде лекот на најкритичните пациенти. Исто така, Исто така, значи тоа што е многу битно за нас, се направи програма, 3-годишна програма која што ќе ги покрие сите пациенти и во рок од 3 години ќе се добие лекот за сите пациенти, не како што беше допред тоа одредени шпекулации со бројки и со функционалност на белите дробови и со многу други параметри, кои што е за големо поздравување. И исто така сметаме доколку ова се движи како што разговаравме во однос на преговорите нели со владата, дека ќе биде системско решение на проблемот за сите пациенти со цистична фиброза, а се надевам дека ќе биде и за другите понатамошни ретки болести и другите проблематики кои што ќе ги има нели нашиот народ и пациентите наши. Утринава беа обезбедени 2,2 милиони евра, тоа претпоставувам се за 7-8 пациенти, средства. Требаше ли да се случи смртен исход и одеднаш преку ноќ или рано наутро да се најдат тие пари? Така, обезбедени се како што кажавме и ние и вие. Тие не се предвидени за 7, но според најголемата цифра која што самата компанија го има продаден лекот би ги покрил 7-те пациенти. Сега ние се надеваме со тие преговори дека ќе се покријат многу повеќе пациенти и нема да бидат само 7, а на наше големо тага и големо жалење, за жал го изгубивме вчера Благојче, не требаше да се случат така работите, но мислам дека за голем жал, пак ќе кажам, со таа загуба се активираа сите и дојде до самиот премиер и до самата влада, нешто кое што пред тоа се префрла од институција на институција, од министерство на министерство и се надевам дека со тоа што ни беше денес кажано, кое што го соопштивме, јас и Столе денес, дека ќе стварно системски ќе се реши проблемот и ќе можат пациентите во целосно да се спасат и од оваа агонија која што би ја кажал и за вас и за вас медиумите и за нас пациентите, да нема потреба повеќе да искачаме, да се бориме ако би го представиле така и да се трудиме да постигнеме нешто кое што би требало да биде наше основно право. Кога ви рекоа кога ќе ги добијат овие критични пациенти кои се на кислородна поддршка, кога ќе ги добијат лековите преку клиниката за детски болести? Тоа што е до крај на месецот. До крај на месецот е предпоставка, затоа што има нели некои закони кои што треба да се сменат, а тоа е веќе врзано и за собранието. Сега имам и една друга ситуација која што разговаравме, во стапување со компанијата, пошто они не произведуваат голема бројка на лекови, они обезбедуваат лекови согласно системски за самата година, која што така да веќе кога ќе влезат во самата програма, треба да се види колку брзо и компанијата може да го обезбеди тој лек и да го донесе, колку брзо може да го произведи и да го донесе. Ние се надеваме дека тоа ќе биде за помалку од 3 недели, но останува да следиме ситуацијата и да видиме што ќе се случи. Само тие пациенти имали некој во многу критична состојба што нема време за чекање, колку од тие луѓе се во критична состојба како Благојче што беше? Видете, болеста е многу непредвидлива. Благојче не беше како што се читаше најкритичниот пациент, има покритични пациенти, но за жал не напушти и беше голем шок за нас. Така да јас не би можел да ви кажам, но със сигурност знам дека сега е време да дојде лекот и сега можеме да направиме превенција за наредни трагедии такви и се надевам дека ќе биде тоа така. Утринова беше спомната опцијата од премиерот интервентен увоз. Парите, како што рекоа, ги обезбедиле. Дали може порано, бидејќи постои законска опција со интервентен увоз преку добавувачи и без тие законски измени, дали такво нешто разговаравте сега на средбата? Да, разговаравме за такво нешто.
Сметаме дека за најкритичните се договоривме да не изјавуваме бројка, пошто таа пак може да се промени согласно финансиите кои што се одобрени од владата. Сметаме дека може и ќе се реши така за тие што се најкритични, кои што овие финанси од 2 милиона и 200 илјади ќе ги покријат, а после тоа нели ќе се решаваат и сите други. Најбитно за нас, морам да ви кажеме, таа програма од 3 години кои што ќе ги опфати сите пациенти, не само пациентите кои што се сега, туку и тие кои што ќе се диагностицираат, за жал нови што ќе се појават во наредните 3 години, пошто ќе се раѓаат за жал нели пациенти нови кои што ќе влезат во оваа програма, но тоа е системското решение кое што го бараме цело време. Со измена на законот, мислам дека ќе се отвори простор и за другите болести на кои што им се потребни брзи лекарства да се покријат и тие. Се надеваме дека сите партии ќе бидат сложни да се изгласа овој закон, да не дозволиме подмолноста на оваа болест да ни одземе уште еден живот. Ова со премиерот некако се добива перцепција дека е добар пиар маркетинг момент, бидејќи Благоевче не напушти, па некако сега одеднаш најдовме ние за сходно да ве повикаме, да поразговараме и да најдеме некакво решение. Не требаше до ова да дојде, ама мислам дека има сепак луѓе што седат овде во оваа бела зграда и општо во држава, кои имаат некое чувство, кои што се родители, кои може да се сочувствуваат со нас, да од некаде почна работата и имаме голема надежда дека сите ќе се вклучиме, целото општество да се заврши оваа работа. Има ли да стигне некој лекот до... име и со презиме кој би требало да сноси одговорност за смртта на Благоевче? Јас тоа не можам да го кажам, тие сами нека се прозват. Ние како асоциација се оградуваме од тие работи. Нашата работа не е да наметнуваме вина, тоа си има институции кои што ќе си го решаваат. Ќе видиме што ќе се случува понатаму. Нашата работа и нашата борба, нашето излагање овде е врзано за тоа да ги обезбедиме лековите за тие пациенти и да не ги губиме пациентите. Иако кај нас има страшен револт, претпоставам и кај целиот народ и кај вас, сепак наше не е да организираме такви работи кои што се во нашата надлежност како граѓанско здружение.